време за оброкот на денот. Продолжуваме со утринската до 11 и последниот час, каде што па додуша не е цел час, но во секој случај ќе го искористиме рационално времето. Имам прекрасна гостинка и во кујната, Ивана малку подоцна има и исто така музички гостин. Во секој случај ќе ви биде интересно. Секогаш на наше задоволство, Тања Турнџиева, добре ни дојде повторно во нашето капче во утринската, каде што подготвуваме и ги советуваме за оброците нашите гледачи. Верувам дека ќе имаме што да чуеме. Секогаш си тука со убави совети, корисни совети и со добра подготовка на нешто иновативно ново, нешто што ќе го промени секојдневието, а и нешто што впрочем ќе биде здраво за да го внесат нели во текот на денот. Благодарам на поканата, долго време не се виделе. Се заборавивме. Нели не бев тука, па послам тоа некои приватни обврски да надокнадам се она што го испустив периодот. Ама со драго срце во секое време, секогаш сум кажала и сум среќна и задоволна што сум гостинка на ТВ Телма и во утринскиот оброк, кој ќе дадеме некој корисен совет, кога размислував што да биде, нели обично сам готвени јадење сати, сега нешто што е сосема подруго, бев инспирирана од многуте чести маратони кои што се одржуваат не само кај нас, туку и во светот, а лично и многу луѓе кои што и рекреативно и професионално трчаат маратон, сум ги подготвувала, така и моите деца, еве мојот најстар син во Берлин го истрча 42 километра истрча на Берлинскиот маратон, сега помалиот син Алек го спремам за маратонот кој што ќе биде во Виена во април месец и многу други кои што рекреативно или професионално трчаат или пак им е задоволство и се ми е подраго што се буди свестен за физичка активност без разлика каква е и што е. И постојано се зборува во денешно време и тоа е здравието. Затоа што покрај здравата исхрана, физичката активност ни дава здрав ум и придонесува да некако антистресно делува целиот тој комплекс со нормално здрав ум и позитивна мисла, да можеме да се ослободиме од се она што се нарекува секојдневен стрес. Па ние треба ностоп да трчаме на волку стрес. Ние нонстоп сме во Ние на волку стрес секојдневно што го имаме сите ние, треба нонстоп да трчаме за да се ослободиме. Не само тоа, ние и вака и така трчаме по обврски по семеги, тоа се мисли на оние кои што рекре спортско трчање или брзо. Има и луѓе кои што пешачат. Јас сум изненадена и пријатно изненадена, пошто многу слабо следам што се случува нели воопшто на социјалните медиуми и мрежи. Меѓутоа сум изненадена колку луѓето покрај тоа што се занимаваат со одреден спорт, физичка активност, многу се одадени на пешачење, со одредена километража, со нели посебни цели да стигнат некако дали да совладаат килограми, дали да решат некој здравствен проблем, без разлика. Важно е дека се трудат да направат нешто за собственото здравје, што многу ме радува, за разлика од минатиот период. Некој го свести и пандемијата, некој го свести здравието, некој виде дека заедно со здрава храна, физичка активност и здрав ум, целта е таа на поубав, поквалитетен живот, каде што ќе ни пружи многу повеќе, пошто животот е миг, се живее сега веднаш и одма, со добро предходно билдање на здравието, за да имаме нешто што ќе биде квалитетен живот, нели? Рани душа да те слушаат, како дека... Кажо ќе дадеш на душата, така. Како ќе се храниш, така и ќе изгледаш, нели? Така. Има нешто посебни, ригорозни делови во исхраната, што се однесува за оние кои што сакаат да трчаат маратон или подготовка за долго трчање? Тоа е посебно, значи комплицирано е, нормално е и совети на тие кога треба да внесе. А за овие нашиве кои што имаме маратони, имаме Скопски, сега има Велешки и така натаму, да речеме сакаат да трчаат, не се бави се толку професионално, треба ли да речеме да обрне внимание на исхраната во подготовки и колку време претходно или таков е начинот на живот? Не, мора да има подготовка, да се разбереме, не може некој кој што друго си има на тие пунктови кај што треба да земе, што да земе, се губат електролитите, што е многу важно по завршување на самиот маратон, колку и да трае, 5 километри, 10, 15, 20, зависи како се рангирани, обавезно треба да биде
да земе природно цеден сок, да земе некој, еве ние конкретно ова сега што ќе го правиме, пред и потоа маратонот многу добро ќе дојде. Еден таков шејк да го наречеме, затоа што ќе изобилува со многу витамини, минерали, енергетски добро подкован за да може да се истрчи таа одредена рута, без разлика за која километража станува збор, меѓутоа и активните спортисти го земаат сето ова што го давам предутак професионални спортисти, предутакмици или оние кои што непрофесионално, полупрофесионално се занимава. Ако вие имате секој ден некаков спорт, активност, нели до 3 пати неделно, до цела недела, само еден ден слободен, например, недела, да кажеме, во текот на седмицата, тогаш вие веќе активно се занимавате со спорт, иако не се професионално, меѓутоа тоа се рачуна како активен спортист и си има цели процедури. Обично кога ќе завршиме маратонот мора да се надокнадат изгубените електролити. Тие се основа за нашиот организам како не би колабирал. Тогаш може да се западне во хипогликемија и хипотонија. Затоа цело ова се што го донесов тука во комбинацијата која што ќе направиме како еден тип шејки, на крај ќе дегустираме и пробаме, дава многу високо квалитетна енергетска вредност за да не се доведеме до тотален колапс, да не ни падне гликемијата, односно да западнеме во хипогликемија, хипотонија, да даде повеќе енергија, да таа исцрпност на внесот на минералите и витамините, особено електролитите, кои што се губат, натриумот, магнезиумот, со тоа се поврзани калциумот и калиумот, кои што ретко кој ги споменува во такви ситуации. Обично знам дека постојат некои индустријски изработени шејци или напитоци кои што за брзо рефреширање, меѓутоа за сите овие 25 години јас сум си се по природното, затоа што може да направи природното, не може ниту едно нешто што е произведено да го... И ефектот е многу поблагодарен кога е се на природност. Значи да сумираме, после истрпувачка работа или тренинг, нели би било убаво да се конзумира? И секој да го консумира. Значи не е нешто што е ограничено. Кој денот ли може да предпладневните, може пред физичка активност, зависи. Па дури ова е цел оброк, затоа што ако израчунаме колку има калории, затоа што во него ќе има ореви свежи, бадеми свежи, лешници свежи, семки од сончокрет, ќе ставиме свежи урми, какаото ќе го ставиме, како бананата која што е дисахаридна и изобилува со одлична целулоза, јаболко, кива, сливата, затоа што надокнадување на фолатот, на бакарот, значи една комплексна и секое друго овошје кое што е сезонско. Се мислев дури и калинка, соко од калинка, мајде ќе направиме некоја комбинација која што е интересна и која што ќе биде онака како што треба да биде. Во секој случај, на крај кога ќе дегустираме, мислам дека сите ќе бидеме среќни и задоволни. Па да почнеме. Да почнеме. Ајде да почнеме. Прво ќе почнеме со бананата. Добро. Ќе измесиме, пошто рековме нема да блендираме. Ќе што треба, ќе припомогнам. Низе ќе едноставно изгмечиме, затоа што поедноставно се договоривме дека јаболката ќе ја блендираме. Една билјушка само. Јаболко, да, слободно дај ми задача што да ти помогнам и да... Еве јаболкото нека се сече, затоа што него ќе го изрендаме, за да добие поголема компактност. Само ножот каде беше? Јас имам мој нож што секогаш си го носам. Ова ќе ти треба? Ова е за јаболкото, ќе го излупиме и ќе го изрендаме, да. Блендер може да оди... Може да оди, меѓутоа поубаво е вака. Иначе може за оние кои што немаат време, ама јас сакав сето тоа да го направам да биде во вид на пудинг. Е вака ми текна. Пошто ќе биде рендано и сецкано и сето тоа убаво приготвено, така да. Јас ќе ги средам сливите, семката да извадиме. Кажав за секој. Сега, сите оние кои што мислат дека во
ова се што го приготвуваме нема доволно протеин, пошто сите се врзани за протеини. Јас знаеме добро дека јаглехидратите се нашата движечка сила. Во сите јаткасти плодови има доволно количество на магнезиум, има доволно количество на калциум, изобилуваат со есенцијални масни киселини и есенцијални аминокиселини, што значи дека не мора да се грижат за сето тоа што ќе го внесуваме. Во самиот овој оброк ќе внесеме и какао заради ендорфинот кој што го содржи во себе. Одличен е, значи нешто е зачудувачки за сите оние кои што имаат кардиоваскуларен, го смирува срцето, кардиоваскуларниот систем и кофеински делува, по себе содржи кофеин, морам да кажам. Меѓутоа, за енергетско обстојување и за да може да биде исцрпливост, полека, но сигурно, ова повторно ќе го измешам. Ова За да само не биде- самостојно да го блендираме или да му ставаме? Не, ќе му ставиме мандарини, еве, може да ги излупиш, пошто и нифа кивата ќе ја додадеме во целата смеса. На крај ќе ги ставиме, може сега малце какао додека мешам, цело време ќе додавам какао. Може во целиот овој микс што го правам, често знам да додадам мед, ама донесов урми свежи, кои што ќе дадат Влажина. влажина. Ами имаме и мед ако ти е потребно, ете го таму, Па јас си квалитетен. го смислив рецептот да биде едноставно направен така да урмата ме го замени медот. Добро. Еди А сахарин имаме е и едноставно. специјални урми. Да, специјални Пофалиме, природни. Природни. Да е многу важно. Кивата е добро созреана, пошто таа никогаш не се јаде зелена, треба да биде добро isfermentirana. Позната е по тоа што содржи големо количество на витамини и минерали. Така да, кога се одлучив што сосема е доволна една кила, само пошто е добро isfermentirana, мора да внимавам да внесам да е добро изчистам од треба да успата. се цецка? Нека ја измачам во самата. блендираме. Доволно е ова да го блендираме. Добро, вода да ставам? Да, се става и вода. Добро. Потечно или доволно? Доволно е, мислам дека, затоа што ќе пушти сок и самата Мандарина. мандарина. Добро. Ова ти е подготвено. Одлично. Сега ќе ставам семки сирови од сончоглед заради витаминот Е, заради одличен антиоксиданси кој што ќе дава енергија, пошто е едно по едно ќе ги ставаме, ќе ги мешам за да добијат компактност. Добро, само да тргнам да се На гледа. крај ќе го ставиме портокалот, ќе го исцедиме чисто Вториот, заради Во вториот. Сега одиме со прв дел на рецептава, па после тоа ќе се вратиме со втор дел. Односно финиш. кој ќе го ставаме по... Можеме сега да ги додадеме свежите бадеми и свежите лешници. Целосно и да ти е така. По желба. Добро. Ама, една работа да напоменам. Тие се богати со есенцијални масни киселини и есенцијални аминокиселини кои што ние треба да ги внесеме. Ако ние нив ги изблендираме, Добро. целата корисна маснотија останува на ножот во блендерот. Нашето варење на храната започнува од устата со самиот загризок, што значи дека ние хранливите елементи внесот во нашиот организам ги започнуваме со самиот процес на загризување, затоа што плунковачата ги лачи сите оние потребни елементи за да се искористат свежите ензими, полифенолите, флавоноидите,
се она што е корисно. Оној кој што не е научен добро да џвака, значи ние треба добро да и џвакаме, затоа што се случува сите овие јатки семки подоцна да излезат во целосна форма или недобро разградени. Затоа е добро препорачливо, без разлика што и да се јаде, особено јатките и семките да бидат добро изџвакани. Што значи дека ние самите можеме да си да направиме ваков микс, оној кој што брза или кој што сака да го направи во смуди или значи најразлично, јас би му препорачала да сето тоа биде како оброк изедено или разделено во текот на денот, зависи кој што како на кој начин, ама еве како еден податок, дека нема подобро ако се сите тие внесени во нашиот организам во целосна нивна форма и добро изџвакани. Така да ова е дел кој што направивме, после ќе измешаме полека. Можеме, за да јас и ти ги следам со рецептата за да затоа што урмите ни се свежи и сирови и нив мора да ги извадиме семките. Добро. Во меѓувреме ние ќе вадиме семки и ќе дополнително ќе подготвуваме, а после ќе видите како сето тоа ќе го додадеме и финишираме, така ли? Па и да пробаат гостите после да видиме што сме направиле. Океј, Ивана, повелете со твојата гостинка како беше на Макфест, ќе ни каже од дебитантски очи, така ли? Се она што дебитантите го доживеа на овој голем фестивал, а и ќе промовираме нова песна со нашата гостинка во продолжение, повелете. Така, ќе бидеме љубопитни за тоа во продолжение што ќе го правите и вие со Тања, но се разбира ќе се направиме муабет и тука во студиото, како што најави Нината, впрочем и како што споменавме уште на самиот почеток на денешното издание, дека имаме нели и денеска една убава синхронизација со кујната и со односно со храната и со музиката, па еве имаме и во нашето студио младата Теона Јовановска, која што ни дојде во утринска на Телма, да може тука да го промовираме твојот спот и песна Јас без тебе, но и да позборуваме малку за првото искуство, фестивалско искуство на Макфест. Добре ни дојде, Теона. Прво најдов. Ќе позборуваме за тоа, еве, ако почнуваме со ред, бидејќи ти со своето фестивалско деби ја започнуваш тука музичката кариера, може добро да позборуваме за самата, да речеме, желба и иницијатива да започнеш на овој начин, при тоа ти музички се образуваш, нели, во музичкото средно училиште, и ќе зборуваме за впечатлоците твои на Макфест, како го доживеа сето тоа таму, вклучувајќи го и оно што најважно, тоа е твојот настап. Па вака, искуството на Макфест мене ми беше преубаво. Искрено, самото спремање некако до детал, до не знам, до снимање на спот, до тоа што ќе носам, ми беше многу убаво. И едноставно едве чекав дори да се случи Макфест. Кога веќе бев во Штип на генералната проби, кога застанав на сцената, се почувствував убаво. И исто така имав голема поддршка од сите, од моите дома, од пријателите. Чувството да се пее со познати, да речам, музичари, беше исто така извонредно и сватив дека и они се луѓе, што до сега некако не ми беше изгледа јасно. Ама во секој случај беше многу убаво искуство, преубаво си поминав. Сите се многу позитивни. Сите, едноставно имаш поддршка од сите, не дека нема, никој нема завист. И сите те поддржуваат. И ја мислам дека заради таа баш поддршка и толку убаво се чувствував. Да, иако Макфест немаше натпреварувачки карактер, поточно и во ова ваше фестивалско представување и на останатите дебитанти, тоа беше сега да си го покаже својот талент, својата амбиција, па и желба, нели, да се занимава со музиката, но и да го покаже она кое што го знае и веројатно токму и заради тоа се создава една убава дружба и поддршка заедно со останатите. Ако зборуваме за совети, за да речеме една насока во однос на пеењето и во однос на движењето на сцена и слично, дали имаше таква комуникација со некои од тете или повозрастните, па да речеме и поискусни пејачи? Да, имав комуникација со Сармес. Таа ми ја напиша песната за Макфест, јас со неа веќе долги години работам. И она беше дури иницијатор за ја да одам на Макфест.
со Нејза го работев и сценскиот настав, и пеењето и како што реков, од мала сум со неа и сум работела и претходно на други проекти. Со Нејза така да веќе бев запознаена со сцената и мислам исто и претходниот свирење свирам виолина, нели, сум запознаена со сцената, така да од таа гледна точка мене не ми беше ново нешто. Само фестивалот ми беше ново. Да, настапот на фестивалот. Го гледаме во меѓувреме и спотот за песната Јас без тебе, каде што си ти повторно со виолината, но и во убава природа, освежувачки делува, нели, овој спот, но и ете така и убаво и за гледање и за слушање. Може малку околу самото снимање на спотот и нели локациите на кои што е направен, идејата за една ваква приказна и Вака, спотот е снимен од Каролина Ди. Спотот е снимен на планина Герман. Таму моите родители имаат ранч и фарма. Животните се на моите родители, коњите односно. Јас таму сум поминала поголем дел од детството, да кажеме. Така да не ми е мене ново, не ми е нова средина. Значи се чувствуваш како своја на своето, за да можеш бев дома, да. Баш се чувствував убаво и цел ден поминав во снимање на спотот. Преубаво ми беше, така беше интересно. Да, одлично. Уна кое што, еве да кажеме, веројатно те инспирира или ќе те инспирира за сите понатамошни потези кои што ќе имаш во однос на твојата музичка кариера или планови кои што сакаш да ги правиш, а се разбира дека тоа е се пред тебе. Што е оно што најмногу те инспирира? Дали имаш, еве да речеме, и за оние кои што во иднина ќе пишуваат песни за тебе, некаква сугестија за тоа? Инспирација сум си, да речеме, самата на себе, бидејќи уште од мала го сакав ова, ја сакав музиката и секогаш си викав еден ден јас ќе бидам музичар и со тие некои чекори што сум ги почнала и со модела и во нижо музичко, и сега и средно, па понатаму и факултет. И сега со настапот на Макфест, мислам дека полека ќе ми се оствари сонот. Ти имаш 17 години, си трета година средно, поточно кажавме дека си во средното музичко училиште. Каква е атмосферата еве таму во училиштето со учениците, со останатите кои што исто се занимаваат со музиката? Го имаат или го добиваат тоа музичко образование, но нели секој од нив веројатно и со поддршка за тебе, но и со одреден свој коментар или мислење. Искрено имам многу позитивни коментари, што многу ми се свиѓа. Сите ме поддржуваат. Дури неколку од клас ученици беа со мене на Макфест, за да ме поддржуваат. И секогаш мислам, ние како да се поддржуваме еден со друг. Еден денес има концерт, утре ден друг има концерт и ние постојано си одиме едни на други на концерти и постојано е таа поддршка што мене многу се свиѓа. Што би можеле следно да еве очекуваме од тебе ако зборуваме за можеби нова песна, подготовка на нов спот? Па за сега уште не сме зборувале со Сара на таа тема, но сигурно ќе има нешто, ќе има некој проект на кој што ќе работам. Добро, ајде ако има уште нешто ќе откриеме, се разбира малку подоцна, ќе имаме уште еден краток наврат тука во овој дел од студиото, но се разбира и во останатиот, каде што се подготвува оброкот на денот заедно со Тања Турунџиева и со Нинет. Ке дојдеме, овде се разимуваме, фурна се спомна, доаѓаме. Чека да се вратиме ние на здраво. Зависи како е направено, зашо? Да, тачно. Да се вратиме ние на оброков кој што го правиме денеска, а рековме дека е добар за оние кои што се маратонци, оние кои што се спортски активни и оние кои што сакаат еден убав здрав оброк кој што го подготвуваме денеска со Тања, потсетување за оние кои што подоцна се вклучија, така што ќе можат и на YouTube нели одложно да си видат што се ставивме, а ставивме богами преубави намирници. Едва и одолеавме да не ги дегустираме и зедеме. Да има да презентираме. Сигурно после ќе се проба се она што е приготвено. Баш ме ова нешто искочи како жива торта. Жива торта, да. Да, само што здраво благо. Здраво благо, што вика добар предлог ни даде вашата колешка.
Така да сега ќе го Да, ќе ништо го плюс не ставиме. направивме, освен што додадовме Се она што изблендираното, беше, така? да, се она што беше додадовме внатре, да. го искомбиниравме уште еднашка, урмите нормално Урмите ги ги извадивме, додадовме, да. семките пошто беа со семки и го поставивме. Сега како ќе го ставиме во тањирчињата кои што ни се за дегустација, го ставив, го додадов и какаото, ги додадов и семките. Може за оние кои што сака да не им биде толку густо, може послем тоа секој да си додаде од остатокот што ни остана. Ќе додадеме од портокал во секое за да има поубав мирис и Шмек. поубав шмек, што значи дека тоа е тоа рецептот кој што е здрав. Сега најразлични овошје и зеленчуци овошје уште може да се додаваат внатре за да има по-голем ефект и да има секој нешто сака, например, да консумира. Исклучително е здрав и енергетски, пак ја кажам, со висока калориска квалитетна вредност, што значи дека многу е важно како внес на калории внесуваме во организмот, не колку и како, и нормално и да се потрошат тие калории. Ова е добар начин да се надокнади, да се ревитализира организмот, не само за сите оние кои што трчаат, нели, туку едноставно сите оние кои што се физички активни, без разлика колку време во текот на денот вежбаат или пешачат, или се активни спортисти, или пак се активни Денот им е генерално активен со физичка и со активност, физичка така? активност, И да, обврски. исполнети се. Едноставно го ревитализира за краток временски период, дава силна енергија. Моја препорака е, ако некој се занимава со спорт, непосредно нека зависи со кој спорт зависи, се изискува. Секој спорт бара одредена храна да биде претходно внесена, значи се разликува исхраната пред физичка активност кај пливачи, кај ракометари, кошаркари, фудбалери, тенисери, пинпонгари, одбојкари, значи секој индивидуално, ако се занимава со спорт, има еден тип на внесна исхрана пред да започне самата утакмица или пак самиот тренинг, или пак и тие паузи што се често знаеме, нели, актуелен сега ќе биде тенистот повторно. Знаеме да на трибините да го видиме Новак Џоковиќ како еде банана и урми, нели? Да. Кога го праша како е, мислам и кога го гледаме што тоа внесува, така да на одредени спортисти и за одредени спортови точно се дава одредена исхрана за да на тие полувремиња или тие тайм-аути или тие паузи кои што ги прават временски различни, го во четвртините или полувремето, или зависи од кој спорт, го надокнадуваат организмот и му враќаат енергијата, а при тоа не го оптеретуваат дигестивниот систем да се чувствуваат, да имаат отежнато варење на храната, затоа што сево ова што го направивме, некаде околу час и половина ќе биде веќе преминато од желудникот во тенкото црево, односно нема да биде. Рековме дека секој е различно во зависност од тоа. Генерално еден час, да земеме еден час пред вежбање, за пливачите малце повеќе, пошто тој спорт изискува, нели, да претходно се консумира храна, а потоа се почне со пливање. Да, се поднасмеав затоа што Ивана еве ти предлог за во недела, пошто ти имаш активност по дома во недела. А да, и за младите мајки, сите оние кои што велат дека се со мали деца хронично уморни, еве еден предлог како да си направат енергетска бомба. Тебе за во недела тенке ти дојде. А зашто само недела ја Па спомнувам? затоа што спомнуваш ти дека во недела имаш многу голема активност по дома, да не речам, нели, средување на домот. Да. Па кој ден понеделник се не го средуваш Не, дома? мислев сабота и недела. Дека и сабота и недела се А, и сабота ја фаќаш, а активност тогаш ја ќе си фаќам. земеш и од петок ќе си почнеш овој Да оброк, се подготвам, за така? да може да, нели, Да.
се подготвиш, така е. Теона, не знам дали си забележала, ако си не гледала, обично зависи кога ти се школските активности и предавања, овде во кујната ни е претежно и да не речам исклучиво, ама претежно готвиме вакви здрави оброци. И дали ти е тоа тебе во твоето мени или навика, или пак си на разновидна и не толку се не толку стрикно внимаваш кон она кое што нели бара вакви оброци енергични. Со оглед на тоа што во училиште цел ден, гледам да внимавам што јадам, но кога немам избор, тоа е тоа. Да, добро, особено е важно за нели И концентрација. да, младите личности, тоа сака да кажам, оние кои што Они се жалат на хроничен умор, на поспаност и на се, затоа што многу еднаш дневно јадат, морам да ги искритикувам. И немаат време, а тоа е само оправдување, дека не се време со добра организација, како може да се добро организирани за исполнување на одредени обврски, може да си направат или распоред на оброците кои што треба да ги внесат. Да. Се е она како ќе го испланираме и како ќе го направиме, така да. Да. И се Можеме да. може две размислувања од едната страна на Тања и од едната страна на Теона. Тоа е некогаш за овие млади генерации беше тренд, па и да речеме дали тренд, дали начинот на живот и тоа што го имаат како активност во текот на денот, најбрзото фастфудот или брзата храна и посегнување по истата се менуваат работите, нели? Многу се менуваат. Значи децата толку многу читаат, пратат. Особено сум изненадена од децата кои што се во пубертет, адолесцентите. Сите оние кои што имаат физичка активност, значи кои што се занимаваат активно покрај школувањето, активно со спорт, многу се сменети навиките. Ето тоа е Тоа е добро да го многу слушнеме. добро, да. Доаѓа пубертетот и предпубертетната состојба, каде што хормоните нормално се раздвижени, се создават пикови и на расположение и на се што, пошто сега им е достапно се да прочитаат и да видат. Меѓутоа, оној момент кога ќе види, пошто генерациите се многу оптеретени со физичкиот изглед, што е многу погрешно. Многу е важно да се здрави пред се и тие да зрачат со енергија сосема подруга, меѓутоа особено кај децата кои што се во пубертет, а кои што имаат вишок на килограми. Се прави таков мобинг и булинг, тоа е чудоедно, што ги навредуваат и седат самото дете бара начин како да симне и апелирам до родителите да не го прават на своја рака. Или пак се случува да имаат замислена своја килажа, каде што сами себе се изгладнуваат, се доведуваат во состојба на анорексија и на булимија, што е многу погрешно. Значи, сите килограми се на здрави, ако изгледот на индивидуата е таа која што добро ќе стојат. Не значи дека тоа дете е толку високо, треба да биде толку тешко и така натака, да не си создаваат филм дека физичката перцепција е убавината што носат во себе, туку да работиме со нашите деца, а домашното воспитување и едукацијата доаѓа од дома. Така е, да. Значи пред се ние да им насочуваме и ние да им правиме, да им бидеме пример како треба. Или пак ако некој има проблем, да не се срами да го признае, да не се стават проблемите под тепих, туку едноставно да се преземе стручна помош како би се надминал реалниот проблем. Тоа е реалната ситуација. Ако се апелира, ако сето тоа доведе да се осознае, тогаш нема да има апсолутно никаков проблем да се реши проблемот. Конзилијарна социјална има најмногу е поддршката од дома и од она што дома се случува како родители да преземеме нешто во однос на нашите деца. Да, една совет и препорака за оно со кое што можеби е фактичката состојба и ситуација кај многумина. Само што треба да си ја признаеме и да побараме решение и да се реши, без разлика за што става. Да каснеме, ајде. Се смееме, интерно се смееме, затоа што ја не знам како се наместивме, ја испадна позади Тања, визуелно многу смешно изгледаше, но во секој случај битно е муабетот. Така да подзачистив ја, се најдав у работа. Еве, сега да дегустираме. Може. Вакво нешто ми се чини дека и покрај овие три сезони не сме пробале. Секогаш сме изненадени од нешто ново.
ама не се сомневаме дека ќе биде вкусно. Со Тања секогаш се изненадуваме со најразлични оброци кои што да речеме се изненадување, нешто комбинации кои што можеби не ни текнало да ги направиме и секогаш е оригинална во тој дел. Да, ќе ставиме вакви. Тама работа мале лажички. Ќе ставиме вакви Не, кози. за Да, тебе. за две залчиња има тоа да го смелеме. Така да рековме битно е џвакањето и рековме дека тоа е Благодариме. Јушка сум се земала. и тоа да дегустираме и да завршиме, така ли? Да. Ајде, Може да пробаме и да Јас дадеме пробав да ти кажам оценка? најискрено. Да, не Не додржав јас. Пробавме чисто да видиме за благо дали е добро или е многу благо или не. А ти си поблагото? Одлично. Ова е благо по мој вкус, доволно, не знам за Ненад, не сум сигурна. Ја ве брцнал две А за лажички. благото може да се консултираш со Тања. Како ти се допаѓа на? Добро. Одлично. Ете, може да се размениме некој рецепт плюс и мислам дека секој нов рецепт е добреден кога станува збор за ваквиот начин на конзумирање на сите хранови сознавања и состојки. информации се добродојдени за сите. Од Така. најмалата до најголемата возраст, зашто ова и возрастните да не го јадат. Сигурно, нормално, се и оние разбира. кои што се во години. Животот не знае за години. Знае за квалитетен и убав живот. Да. Без разлика на годините. Да се научиме квалитетно и убаво да живееме, а тоа се разбира најмногу влијае и од тоа што внесуваме, па секогаш имаме добри препораки од нутриционистите, меѓу кои е и Тања. Тања, ти благодариме за денеска, Ти те она иста благодарим, така да. на тебе. Како Му рековме со посакувам Тања, рани душа да те успех. слуша. Не да џабе дека старите. Да, ајде, на рани си ја Да, душичкаш. кај- Тања рече дека треба поубаво да се џвака и подолготрајно. Да, Да, така што Така што Можеш- многу работи рековме, верувам дека ќе придонесат нели за вашето здравје и вашиот здрав начин на живот. Почитувани гледачи, благодариме што не следевте. Оно колку што можевте, верувам дека го задржавме вниманието од рано 5 минути пред 7. Утре во тоа време Марко и Кате ќе ви прават друштво на оваа фреквенција. се гледаме, поздрав. Поздрав.